говорење и воопшто се слави и се уште се слави, впечатоците би рекол полека се средуваат. Вечерва наш гост, а само за вас, почитувани гледачи, е првиот човек на Сојузот на брешките спортови на Македонија. Поранешен председател на брешкиот клуб Бучим Јака, актуелен пратеник во Републичкото собрание, еден од најдобрите менаџери во нашата држава, впрочем за тоа зборуваат и многу дипломи добиени, а посебно на последната од Стопанската комора на Македонија, како и предпријатието што го води во моментот тој, генерален директор на предпријатието за рударство, металургија и бакар Бучим од Радовиш. Со еден збор кажам на господинот професор доктор Ван Чифлиганец, кој му посакувам искрено добре дојде во нашето студио. Добро, најдобре. Господине Чифлиганец, 6 дена реков, помина, какви се само вашите први впечатоци околу финалето и сето ова што навистина на еден начин беше незаборавно. Најпрво благодариме на поканата и се извинувам што повеќе покани одбивавме, али од причини што бевме премногу зафатени. Чекавме да нешто ново кажеме, затоа што во повеќе прилики, повеќе работи се повторуваат. Би сакал да се заблагодарам на бројните љубители на спортот во Македонија, пред се љубителите на Радовиш, на Бучим Јака. Би сакал во овој момент имаме едно пријатно чувство, човек како секој што викат македонец, али посебно секој радовишанец и јас како еден од актерите во оваа битка за шампионска титула, да се заблагодарам на огромните честитки, да не кажам илјада честитки кои ги добивме усмено и писмено и преку вашата ТВ канал Кобра, преку Еми телевизијата, преку македонска телевизија, преку пошта, преку телефон, преку факс. Стварно тоа е пријатно чувството да после таков напор илјада честитки еве од мое име и од името на раководството на клубот, од името на спортистите, спортските работници на клубот, од нивно име и од мое лично име се заблагодарувам на овие честитки. Инаку, почитувани гледачи, како што можете и од самиот Кајрон да прочитате оваа отворена контактна програма, слободно можете да се јавувате на нашите броеви 65465 и 61403, каде еден час можете да ги поставувате вашите прашања, а потоа ќе се обидеме и да го оствариме тој толку посакуван контакт со вас. Господин Чифлиганец, за да се стигне на тронот, макотрпна беше работата. Јас би сакал да се навратиме во 1993 година, впрочем кога спортската сала за прв пат прими 3.500 гледачи. Она последно коло во шампионатот на Македонија, противник Спартак Евроспед, со доста јак спонзор, мораме да кажеме, вие бевте тогаш на чело на председател на брешкиот клуб Бучим Јака, со една невидена атмосфера и победа од 6:4. Со таа победа се одеше на мајсторка. Но ние да се задржиме најпрви на оваа средба против Спартак Евросвет. Што за мене датумот Спартак Евросвет е и светол и нормален датум. За ме јас би го извел во оваа прилика светлиот датум, односно светлата година, ентузијастите на спортот, на борењето на Радовишани. Јас би издвоил 1963 година, кога се формираше секцијата Партизан. Мислам дека од 30 и нешто години традицијата да големите ентузијасти на чело со високо ценетиот, еве јас сакам и поспортно една благодарница на покојниот Чичко Коле Ѓургичков, што се сеќавам кога бев 69-та година со него на припреми во Дојран, се сеќавам како не бодреше покојниот Чичко Коле, дека борењето спорт, дека со тоа здраво тело, здрава нација, здрав граѓани се тоа, би јас дал една заслуга на оние ентузијасти на чело со, викам, една посмртна благодарница на и кои се сеќавам за се најдобро на покојниот Чичко Коле Ѓургичков, што тие ентузијасти го основале клубот и клубот од 63 година до 95 година бил во различни фази трансформации и се приближувал кон некој трон и еве сега сме ние на пиедесталот на шампионската европска титула, кој се викаше Партизан, кој се викаше Рудар, Дамјан Железара, потоа се викаше Јака, па Бучим Јака, еве денес тај смисол дека ни се за овој успех стоат огромен бројни спортисти, спортски работници кои во мозаикот на успехот на оваа шампионска титула секој си најдел место и сега во оваа композиција што сме ние овде, еве помладата генерација после трите цени и ние имаме свое место. Јас би сакал да посебната историја на големиот успех Бучим боречки клуб од Радовиш, така овој термин ќе го користам, е стално бил на врвот на успехот. Него стално недостасувало некоја нешто
дали мудрост, дали знание, дали умешност, али мислам дека во последните 5 години, кога конституиравме клубот да се после Јака да се вика Јака Бучим или Бучим Јака, со една комплетно раководство кој го знае борењето, кој знае да ја мобилизира спортската јавност, мислам дека овој успех ни најмалку не е случаен како европски резултат. Можда за некого изненадување сега да бидеме европски шампиони во еден спорт, али не е затоа што ние кога преземавме да бидеме спонзори на Бучим Јака, се сеќавам на ценетиот тогаш спортски работник и спонзор Миле Атанасов, кога согласи да биде со Бучим заедно и рековме дека ќе одиме кон титула во Македонија и да излеземе од Македонија да правиме европски клуб. Во тоа успеавме. Овие момчина денес што се борат ние во првите 4 категории, тоа беа балкански шампиони и младинци, а денес во купот европски шампиони настапуваат во исти категории. Значи резултатот не е случаен. И останатите 2 категории и со едно појачување што во прав момент и во прави категории. Токму јас и не се случайно. должи значи на една систематска работа во последните 5 години во клубот. Тоа е на планот на организацијата, на планот на стручната работа, на планот на финансирањето, на планот на мобилизирањето на градот на Републиката. Ние имаме во клубот 3 дифовци со факултет за физичко воспитување, искусни борачи кои сега работат. Во клубот се повеќе спортисти со спортско срце. Мислам дека ние сме клуб што нормално, слободно можеме да кажеме дека можеме да се приближуваме кон оние европски клубови кои еве така краси епитетот добро организирани клубови. Јас не случајно избрав токму таа борба против Спартак Евроспет 1993 година, некаде е токму во време. Бидејќи постојано и во онаа првенство во борење слободен стил и во поранешна Југославија, боречкиот клуб кој ги носел повеќето имиња, беше би рекол и го носеше оној синдром на втор клуб. Секогаш некој беше пред нас. Токму таа борба е пресвртница. Јас добро се сеќавам на вашите зборови на интервју токму во оваа 30 куќа со господинот Димитрија Бошнаков. Рековте, дека ве гледаме ние снимки од таа борба, рековте дека вашите визии се јасно зацртани. Па може би тоа кај мене една карактерна црта да кои неправдите биле према боречки клуб Бучим Јака, односно боречки клуб од Радовиш, јас на некој начин ги отстранив, затоа што цврсто застанав дека тоа понатаму не може да се толерира и таа мајсторка можеби на некој начин ја правдата спортска, немојте сега кој бил во право, кој во тоа не сакам да завлегам, спортската правда победи тогаш. И тоа беше одлучувачи фактор. Замислите колку ќе било трагедија за македонскиот спорт, не за борењето, за македонскиот спорт, ако се квалификуваше, ако бидеше шампион било која екипа, дали ќе беше тоа Спартак, Извол, Лирија, Балканец и ќе беше сега на пример 6-та во Европа и да не кажам 10-та во Европа. Ние успеавме како Радовиш, како спорт да бидеме европски шампиони. Таа мајсторка конкретно и во Скопје 22 ноември ќе остане долго запометена. Па тоа беше, видите, тоа беше мајсторка со големи ризици. По личностите кои го водеа тогаш боречки клуб Бучим Јака и лично по мене. Вие знаете, спортската јавност во Републиката беше комплетно уперена према, не само према мене, и према Радош, према спортот. Знаете, кога некој спорт сака да се вивне од мало место, одма се прават струи и така, али ние успеавме во тоа и успеавме и оние кои ни беа спортски во знак наводници противници да ги мобилизираме, да ги убедиме дека сме биле во тоа време во право. И видите, во тој момент е така било. А за големи работи, јас во повеќе наврати реков, треба големи луѓе, со ситни математики, големи работи не се прават. Тогаш македонската јавност, она спортска и не само спортска, наистина беше сведок, бидејќи македонската телевизија вршеше директен пренос, може гледачите ширум Македонија да гледат таа мајсторка, еве и ние можеме да гледаме снимки, аракиски би рекол, таа средба од тие борби. Но она е што не само Радовише, неги ја зачуди цела Македонија, 1500 до 2000 гледачи допатуваа со специјално организиран, навистина организиран навилошки караван, без ниту еден инцидент и едно спортско бодење кое би можел едно Скопје со 700.000 жители да завидува. Па и тоа е доказ дека ние сме биле во право и тоа е доказ дека ние немаме право да импровизираме во спортот, во борењето како спортски работници. Да 2000 луѓе дојдат од Радовиш и да сите спортисти, сите љубители на спортот, навивачи ја посматраа оваа средба покрај камерата, ние моравме да се одолжиме пред спортската јавност со спортски резултати што доликуваат на еден спортски колектив како што е Бучим Јака, како што е Радовишкото борење, а во тоа и успеавме. И тогаш ви изјавивте дека
со таа победа во мајсторката, впрочем со таа победа и со тој освојувањето на тој шампионат, Бучим Јака се здоби со можност и со право да се надпреварува во купот на европските шампиони борење слободен стил. Но пред тоа дојде 94-та година. Видите, да мораме да кажеме, нашиот ентузијазам, нашата, едноставно кажено со нашиот збор, упорност, беше победата во мајсторката да излезе Радовиш, спортот на Радовиш на европска цена. Не само да излеземе на европска цена, него да постигнеме завиден резултат. Ако се вие сеќавате ланската година кога беше избор на најдобар спортист на годината во спортската сала 25 мај, јас во последната реченица реков: до година најуспешен спортски колектив ќе биде Бучим Јака. Тоа ако се сеќават љубителите на спортот на Радовиш, го реков во спортската сала во Радовиш. Али не мислев да бидеме шампиони, јас мислев да бидеме четврти во Европа и кој најуспешна. Али кога можеш да бидеш четврти, можеш слободно да сметаш и на прво и второ место и е тоа. Во секој случај, 1994 Без година визија нема успех. е доделено организацијата уште еднаш на македонскиот бисер на градот Радовиш, а присутен, мора да се каже, со една ваша голема заслуга на тие бори беше и ценетиот господин Милан Ерцеган, председателот на ФИЛА, кој беше просто импресиониран од сето она што го виде во нашиот град. Но сега вие да ни кажете, да ни откриете и мала тајна, како успеавте првиот човек на ФИЛА да го донесете токму во ова наше мало градче? Господине Видов, јас во друга прилика ќе речам веќе не доаѓам во Кобра затоа што ме провоцираш или ми ги знаеш слабостите, али добро, тоа е врлина, величина на еден добар новинар и очигледно и вие се калевте ни за овој куп на европски шампиони и сите ние се калевме. На секој случај. Па не е само да бидеш добар спонзор или финансиер. За оваа фешта јас веројатно ќе поставам прашање, ќе кажам колку сме ние потрошили како град, како спонзор. Не е доволно само да го победеш Спартак, Балканец, Лирија. Не е доволно само да имаш спортска сала. Не е доволно само да имаш добра спортска екипа. Не е доволно само да трчеш. Јас кога реков дека сакаме да излеземе надвор во Европа, мораше првиот човек кој стои 3 децени да види каков нов амбиент во Радовиш, во Македонија има. За Радовиш знаат за Македонија, знаат за некогашниот тренер или селектор, знаат за Скопје. За Радовиш малку знае. Затоа јас најдов сили, умешност, тука и мудрост, како да го доведеме првиот човек на ФИЛА, да види организација, луѓе, колективи, градот и да види какви љубители на спортот има во Радовиш. Кога оние виде таа 3.500 публика и како навиваше, па не можеше човекот да отстапи, да не ни довере поверение да бидеме домаќин дали на европско првенство, дали на светско првенство, во конкретниот случај купот на европските шампиони. Во колку господинот високо ценет од наша страна Милан Ерцеган не беше присутен во Радовиш, пред тоа слушаше за балканијата колонизатори на македонскиот бисер, сигурно немаше да ја добиеме довербата ние да бидеме домаќини на финалите на Купот на Европа. Значи тоа во нашата соработка, како сака некој свате, дипломатија, комуницирање директно борачки клуб од Радовиш и ФИЛА, и органите, телата на ФИЛА, и субјектите, да еден Милан Ерцеган ти дојде во еден Радовиш, тоа е, мислам, голема работа. Да ти даде еден куп на европски шампиони, без една марка да платиш на ФИЛА, без една марка за маркетинг, за пропаганда, мислам дека зборува дека ние сме имале осет како тоа да го направиме пред година-две, а да има денес резултат. Тој видно возбуден рече во ваше присуство тогаш една борба добро сеќам. Не, он добро рече сега да во прилог на времето да скратим да има повеќе прашања. Он рече кога погреше еден судија, кога публиката тоа реагираше, а не реагираше со фрлење на предмети или да вулгарно да се изразува, само со некој свиреш, вика вашата публика од голем број на судии, не наши, нашите судии, јас имам свое мислење, од судиите на ФИЛА подобро го знае борењето. И тоа е така. Вие во понеделникот го кажете тој случај кога романскиот борач очигледно беше подобар, не му беа ударени поени, па се крена цела сала и со свирежи ја проследи таа одлука. Вие ми објаснувате таа ситуација за нашето разбирање, би рекол, на спортот. Не само разбирај, коректно, кога погреши судијата и кога и не е во наша корист, пак реагира нашата публика. Тука не се опрати. Ние имаме невидена публика и тоа е најголемо богатство што го поседува Радовиш, што го поседува Македонија. Не сме имале немил инцидент на еден настап, како што сме били, не се сеќаваме. И нема вулгаризми.
Добро, тоа е сега, знаете како спортските спектакли, не се само човек да се забавува, да се малку издува и така натаму, али имаме најдобра публика пошироко од Европа, а тоа е свет. Следната веќе Тоа не е никаква демагогија, него тоа го потврдуваат љубителите на спортот во салата. на лице место, така е. Следната Посебно ме надпреварувачка радува сезона- што еве сега во салата од 5000 гледачи, сигурно 1500 до 2000 се тоа дечиња, девојчиња, дами и така натаму, и тоа е еден мозаик што секој спортски спектакл би посакал една таква посета, еден таков во секој случај. амбиент. Таа 1994 година Бучи Мјака ја одбележи со освојување на шампионатот без пораз. Балканец беше поразен средештик со 9:1. Тоа во историјата на еден клуб со традиција, како што е Балканец, се немаше случајно. И веќе сите со нетрпение после таа супериорно освоена шампионска титула, уште една во низата, го очекуваа настапот во Купот на европските шампиони. Сега малку да ни кажете повеќе околу тоа, кога се одлучи, како се одлучи, ете, тие групи се створија да се направи оваа лига, да ја речем на шампионите, токму така и прилега зборот лига на Во последните 5 години Бучим Јака е поразен само 2 пати, и тоа еднаш во Штип, еднаш во Спартак. За последните 7 години Бучим Јака го доживеа првиот пораз пред 2 недели со клубот борачки од Штип Балканец. Али тоа не е трагедија, иако тешко ни падна на сите што бевме поразени, али добро малку да не пробуде, да не се успиеме и некои сомневања, во тоа не сакам да завлегувам. Нашата цел беше европски шампион да бидеме, нашата цел е и понатаму. Ние и така ќе учествуваме во Купот на европските шампиони за 97 година, дали ќе бидеме шампиони или не шампиони сме. Со самото освојување веќе се здобиваме. Се здобиваме со правото и добро е да има 2 клуба, иако верувам јас управата раководството на Бучим Јака не се откажува од шампионска титула, али тоа се ситни математики. И да не биде шампион не е трагедијата, ќе кажем јас и за некои наредни задачи. Купот на европските шампиони не беше организиран 25 години во Европа. Сега оваа година прв пат се организира и тоа не се организира кој како се пријаве. Него имаше еден основен критериум. 10 најјаки репрезентации во последните 4-годишен циклус ќе учествуваат во Купот на европските шампиони. И ние бевме на некој начин уфрлени како 10-та нација, како најјака, и по сите прогнози ние го завземавме 10-то место. Јас би рекол, Да ние бидеме пред Русија, пред Турција, пред Бургарија, пред Украина, пред Ерменија, пред Унгарија, пред Франција, пред Италија, пред Турција. Значи ние сме, слободно да кажем, на 10-то место бевме. Јас кога барав појачување да бидеме појачени према пропозициите на Фила со 4 руса, и господинот Шахмурадов седеме на маса и му зборувам дека сакаме да бидеме ние 4ти во Европа. И седеше овде и господинот Насев и му викал, ова е, јас се извинувам, ова е нешто болен за мене. Му шепнал таму. Тоа и господин Шахмурадов. И човекот ја напушти масата и не сакаше да зборува, и барав јас појачување за да бидеме 4ти во Европа. Вика, па кај се тие 6 други борачи се тоа. После кога се врати пак по втор пат на разговор, му реков, не само 4ти, сакам јас 4 руса кои ќе, ако се сретнеме евентуално во финале со русите, и русите да ги победат. Он пак нешто зборува му таму мимо мене и пак ја го напушта столот кај што седеме заедно. И јас бев упорен до крајот. Имав една концепција да се појачиме во категории што односно Бучим Јака нема такви категории што можат во Европа. Тоа се во потешките категории и одев на варијантата од Анчев, Калајджиев, од Спасов, од сите Танчев, Анчев, од сите тие борачи, од Ангелов, од сите борачи, уште една, евентуално 2 победи. И тоа за висок пасман. И во тоа успеав. Во оваа стратегија која лично јас градев, заедно со председателот Сусинов, со тренерот Ангелов, со Гаврилов, со Вучков, со господинот Тунџев, оние што го разбират спортот, што го разбират борењето, и таа стратегија не успеа. конечно стигна и Така се формира, значи 10 најквалитетни екипи се бореа меч на свој терен и така и дојдовме ние до оваа златно европско финале. Конечно стигна и првиот надпревар, со жепка беше одредено наш противник да биде Фиаме Оро од Неапол. Инаку колку за потсетување на гледачите, Неапол има толку жители колку што има и нашата држава. Имавме можност и нашата ТВ екипа со токму со боречкиот клуб Бучим Јака да биде присутна таму на лице место. Може би една непознаница за оние што не го познаваат борењето, но сигурно за стручниот штаб на боречкиот клуб Бучим Јака добро што знаеше дека ќе налетаме на не така
би рекол, многу силен, но сепак силен противник, во кој и тие имаа своји резултати. Еден прав вистински спектакл, 2 септември, веќе останува забележено со златни букви, додека дојдеме се разбира до ова големо златно финале. 2 септември, преполна сала, гости, просто Радовиш не можеше да се препознае. Цела Македонија, таблички, постојано гледавме со скопска регистрација, гостиварска, штипска. Луѓето се интересираат да присуствуваат ете и на тој спектакл. Прво коло од Купот на европските шампиони. Верувам дека ни најголемите оптимисти не очекуваа 10:0 би рекол по наброење наже, не на фила, а спрема фила убедливо победивме со 32:3. 39-1 победивме. 39 се извинувам. Како го коментирате, вика, ваш коментар за таа прва борба? Видно бевте и вие среќени и возбудени на таа среда. Па видите, тоа беше голем празник за спортот, за Радовиш и пошироко, затоа што со една спортска нација се сретавме кога ќе се земат вкупно во борење Италија пред Македонија како спортска боречка нација. Во нивната екипа има повеќе шампиони на светот во тоа такмичење, полицајците кои имат светско европско првенство. И мислам дека италијаните имаа екипа, они мислеа да имат висок пласман, дури во финале да се сретат, али ние направивме добри подготовки и ги изненадевме. Затоа што тоа беше една цврста екипа и вие ако знаете, тоа беше прв меч и голема желба да победиме. Можеби не очекувавме тако висок пораз они, али и дури они настојуваат да победат овде, таму да не победат, али кога видоа дека имат една гранитна, што вика, карпа пред нив, тука не можеше да се тоа доле. И ако вие забележевте, ние од средба на средба се тактички подобри бевме, затоа што настапивме со сосема друг состав во Радовиш, а после сите наши борачи во наредните кола ги померавме. И јас на италијаните им многу заблагодарувам затоа што тоа се беа многу коректни, видовте каков однос имаа во однос на нашите други противници, покрај поразот го доживеа спорски, рекоа дека сте добри и секогаш кога ќе има некои искушение, неизвестности, јас би сакал со нивниот менеджер да се слушам и да ми прогнозира. Они тогаш рекоа на вечерата заедничка која организиравме, мислам да беше тоа во Голдмак, ми рече овој менеджерот во здравицата: господо македонци, господо спортисти, јас верувам дека вие ќе бидете во финале. А нивниот тренер стана не само во финале, вие ќе бидете шампиони на Европа. Ние така, вака, малку срамежливо, како да се шале. Али они имале осет дека ние сме цврста екипа, затоа што имавме добар состав, добар стручен штаб, ние како раководство, а пред се рекоа и за овие љубители на спортот, затоа што они кога влегуваа во салата, така правеа која гледа дека и тогаш имаше 4-5 илјади публика, така да италијаните беа добри спортисти, добри домаќини, добри гости и најдобри прогнозери, затоа што они први рекоа дека ќе бидеме ние шампиони на Европа. Господинот Манчини, токму човекот што го спомнавте, самиот после средбата и тој возбуден рече дека ни на сон не помислувал дека ете ваков амбиент ќе се створи токму во Македонија и токму ете. После победата со Маđарска ние на наш терен они не испратија факс, го очекувавме вашата победа, но го уште еднаш ви ја честитаме и очекуваме во Маđарска. И после секоја и се јавуваше после финалето и телефонски сето, така да мислам дека тоа е една спортска екипа и па и тоа е спортот, да се дружиш, да признаш кој е подобар, кој си поразен се тоа. Унгарскиот првак успеа исто така тешко да го совлада првакот на Франција, па беше наш следен противник. За унгарското борење депласирано се да се зборува било што да кажеме, бидејќи унгарците се можеби во моментот трета, ако не близко до трета или четврта велесила спортска во борењето. Пета нација се во спортот, а пета се и во борењето во свет. Во борењето во светот. Чепел дојде тука, навистина мора да се каже, со изморени борачи, но хероите од Радовиш, вучинските момчиња, уште еднаш покажаа големо знаење, 23:15. Тоа беше резултат некако по мерка, но само, ви рекол, стручниот штаб, вие можеби тоа и го очекувавте. Јас не бев задоволен до резултатот, затоа што на 52 килограма не очекувавме да изгубиме на туш, не го очекувавме победа, ако тогаш покрај респектот добриот наш Анчев, ако беше Калџиев, поразот ќе беше уште поголем. И случајно изгуби и нашиот над 100 кила, Голубовски, и овде и таму. Така да, али видите, маđарица со традиција, со големи услови, и не случајно пред година дена пред да се Купот на европските шампиони се проведе, беше назначен за домаќин унгарскиот повеќе кратен шампион Чепел. И финалето требаше да биде во Будимпешта.
И така да, они мислеа дека ќе во групата со Италија, Франција, Македонија ќе бидат сигурни финалисти и шампиони на Европа. Али во математиката, знаете, има изненадување, затоа е спортот да има изненадување, а ние сме најголемо изненадување на земјината топка, не во Европа, на земјината топка. Старите велат домашниот видите сега, Тони кога се бори, сега вие мислите дека е некој може ќе рече дека е случајно ова победа, не е случајно. Тони беше најталентирано момче, борач од 48 килограма. Последните 2 години он не знае 1 саат одмор. Стално е под надзор на стручен штаб, стално под собствен надзор и живее исклучиво за борењето. И не само Тони, него Тони и другите борачи. Еве, Тони сега во оваа борба се бори на 57 килограма. А неговата борба е на 70 килограма. Кога ми рече дека кога победивме ние Балканец со 9-1, Тони се бореше на 66 килограма, за 10 килограма во повисока категорија. Онај Липич изгуби 9-1 од Тони. 9-1 изгуби на поени од Тони во сред Штип. Така да ова наша екипа што имаме сега ќе ја бараме и во друг надпреварување би сакале еден таков состав да имаме. А јас верувам ќе имаме. Големо мајсторство покажа и руските засилувања. Вие веќе спомнавте дека лично сте ги ангажирале во соработката со прославениот мајстор на борењето Јурий Шахмуратов, сега тренер и селектор на повеќе репрезентации, досега успешно ги водел. Валери Верхушин покажете борби за учебници. Гари Мудосјан, Аслан Хагоров, па и Јури Головски, иако, како што спомнавте и самите, во двете борби со унгарците, не срекно загуби. Сите наши момчиња покажаа добро, поаѓајќи од Анчев, Соколов, Каладжиев, Танчев, Спасов, Димков, Ангелов, Вучков, сите покажаа, али посебно се може да се потенцира уметноста во борењето, тоа е од појачувањето од руските борачи, спортисти, тоа е од Валери Верхушин, со своето огромно искуство, кој го има зад себе, 20 години е во борењето, почнал 14 години да се баве, со неговите 35 години, тоа е доказ дека во спортот нема граница, но под еден услов да се спортски живее, а спортското живење е кај нив присутен. И после борбата кај нив нема пиење и така натаму, што не е случај кај другите спортисти. Валери Верхушин може слободно да носе европски, светски и олимписки медали, затоа што тој човек живее со спортот, живее спортски и он е прав уметник на струнјачата, што посакува секоја светска екипа да го има. И затоа беа исплашени останатите. Покрај Валери, јас би најистото би го рекол и за златниот Гари. Не изгледа златен, он е црномајнест, така симпатичен, повеќе би рекли да личи на манекен него на борач, али со неговата уметност пак може во манекенството. Исто Аслани, исто момчето Голубовски, тие се момчи златни, со нашите заедно, јас реков, со тај мозаик на екипата направивме една европска екипа, а ќе посакаме и светска екипа да биде. Се најдобро би рекол, затоа што имате еден многу добар однос према спортот, према... Видите каква е тоа уметност, јас мислам да е тоа уметникот Гари на струнјачата. Да. Тоа е еден голем уметник кој се чувствува прав радовишанец и со неговото однесување, и со неговата вештина, и со неговиот морал. Кога требаше да одлучи со светскиот шампион, му викам: Гари, ти одлучуваш. Ванче, нет проблем. Он века: нет проблем, чисто. И чисто испадна 3-0, 6-0. И дури денес ми рече, кога вика: ако ти не беше, можеш и технички туши 11-0 да го победам. Али подобро да беше 3-0, него ли да му земаа некој поен, да биде 9-1, 3-1 и ќе изгубивме шампионската титула. Така за сите наши момчини во оваа прилика и за нашето појачување од Москва, од Русија, се најдобро можам да кажам и ме врзува за нив се. За секој што учествува, што даде допринос, некој повеќе, некој помалку, со нијанси издвојување, али тоа е тоа. Следува реваншот во Чепел, во Будимпешта, во срцето на Унгарија. Господин Шлеганец, унгарците не изгледаат прави спортсмени, би рекол, барем спрема оној прече криењето. Ние имавме можност со вас пошироко тогаш да разговараме, но би сакал да ве запрашам, како се чувствувавте кога тие се обидоа да го направат онаа последното што им беше на ум? Со притисок, под притисок на полицајци, досега незапаметено, без никаков повод да ви изнесат од салата, за некој момент ќе го видиме и тоа. Како се чувствувавте вие во тие моменти?
Прво, јас се чувствував многу гордо. Кога пред мене пишуваше Бучим Радовиш шампион Европа Македонија, јас мислев како да сум во Радовиш. Многу гордо затоа што никого не опцував, никого не натепав, никого физички не се пресметував. Само јас спортски реагирав кај делегатот. Само кај делегатот спортски реагирав и они осетија во тој момент дека јас сам на оваа композиција некоја локомотива, не некоја него снажна локомотива и моралот, и они не бираа средства да ме отстранат во тоа и мислам дека и критиките во средствата за информирање беа дека е тоа неворед, во спортската јавност на Унгарија не се тоа десило, ниту Чепел можело тоа да си го дозволи, да еден спортски работник го со полиција отстранат. Јас од тогаш се гордо осеќав и воопшто не се осеќав крив и само беше задоволство што победивме и што на крајот имаше едно големо извинување од управата и кога не покана на ручок, дојдете на ручок. Ништо, јас осеќав како да сам тука во Радовиш и знаев оти не се во право. И тоа е спорт. Јас би сакал сега ова да го искоментирам. Тоа е големо искуство за нас. Големо искуство за Македонија, за спортската јавност. Ако тоа не се случише, можеби сега ќе се случише тоа во Радовиш. Вие дали видовте во нашата сала полицаец? Не видовте. Тоа во која спортска сала во свет сте виделе полицаец? Не. Посебно да интервенира. Затоа не имавме специјалци, легална организација, агенција, да полицаец нема да реагира. Така да и ние извлековме искуство од тоа. Од тој Чепел, од таа Унгарија, односно еден неспортски гест со полиција. Со полиција се знае само физички ако се пресметуваш. Така да и председателот на ФИЛА кога беше на Европска, каже Ванчо, бе кај ви обезбедувате, кај имате полицајци, вика ева турците ако бидат поразени може неспортски да се однесат. Ние викаме миролюбив народ, имаме ние обезбедување, цивилки, што беше доказ. Ако не се тоа случише у Унгарија, можеби кај нас тоа ќе се случи. Така тоа е искуство. Секој случај. Јас да ви кажам, не се љутам затоа што мораш они да така постапат да не победат за да го оправдат домакинството зашто е за финалето. Знаете кога Фила и дала 5-6 месеци да биде домакин на финалето, за кого домакин? За Бучим и за Тедаш, за турци и за Македонија. Они мислеа дека ќе бидат финалисти, али ето, така да. Воопшто тоа е спорт, тоа е искуство и веројатно унгарците извлекоа големо искуство, ми се извинеа и со телеграма и со факс. Токму тоа сакав да го кажам, во спортската дневна шtampa во Унгарија, а впрочем имаше и на унгарската национална телевизија директен пренос. Самиот репортер, подосна сите ние добро разбравме, се разбира со превод, самиот репортер и одеците во штампата велат дека немаше причина да се отстрани самите тие унгарците. Првиот човек на СВСМ допатон и официјално лице на... Господине Видов, не само тоа, јас не овде прикажано, јас бев и провоциран со бутање, со мушкање, мислам не со директни удари, да физички узвратам, али јас бев свесен, доволно сконцентриран во тој момент и не треба тоа така и успеавме. И не само што Чепел не успеа да ја надокнади она разлика од 23-15 негативни минус, туку доживеа пораз. Ние ќе победиме во Радовиш 6-4, таму 6-4, тоа мислам нема ни дамка на сомневање на поразот. Сега видовме за момент. И они тогаш рече еден нивен колега спортист со спортско срце, рече вие ќе бидете финалисти и мислам во финалето веројатно ќе бидете шампиони, така го рече. И унгарците прогнозира ако вида. Имаше големо славле токму во Чепел, за момент ние можевме да видиме дел од тоа славле. Па го поделивме славлето со јас оваа снимка не би сакал да мислам дека бев ван себе, али тоа е излив на една радост што еве еден национален понос да Македонија победе во срцето на Унгарија, една велесила во еден спорт и тоа ми беше веројатно кога ќе ми се случи по трет, четврт пат, по пет нема така со таков излив на радост, али тоа се моите карактерни црти, радоста не можам да ја скривам и така. Ја поделивме со спортни љубители на спорто, со рударите, со лебарите, со фалангата, сите што беа присутни, ние бевме една фамилија, еден за сите беше тоа. И ние не отидовме на ручок не ради тоа што не беа спортски, него сакавме со стотината љубители на спортот и гледачи кои дојдоа во Унгарија, кои не бодреа, заедно тоа да го прославиме и го прославивме. Пречекот беше величествен, впрочем и на аеродромот Петровец во Скопје. Па без музиката, без Бобек нема тука, така е во салата, така и во таа, и на нив и се заблагодарувам на тоа од името на раководството. Сега со нетрпение се очекуваше противникот, знаевме дека Тедаш против рускиот шампион.
Вие имавте можност да ја гледате и возвратната средба во Анкара, од каде донесовте се разбира своји импресии околу квалитетот на противникот, но вистинска бомба беше кога се дозна дека телеше противник, вистинска бомба беше пресконференцијата во Скопје, вашето писмо, односно факс, дека Радовиш е домаќин на финалето од Купот на европските шампиони. Тоа би рекол не најоптимистите, освен вас се разбира во овој случај, никој не го очекуваше Радовиш да го добие навистина тоа ласково признание на 28 октомври да биде домаќин на финалето во борење Слободен стил во Купот на европските шампиони. Ние 2 месеца не спиевме. Ние повеќе години покрај борењето, компletното раководство и председателот и директорот и тренерот и спортските работници и подпредседател што ги набројав Сусинов, Гаврилов, Тунџев, Вучков, Ангелов, Дамбов, ако сум некој испуштил случајно, не спиевме 2 месеца. И јас да ви кажам, на случајност ништо не остававме. Јас сакав една телевизиска екипа да испратам од македонска телевизија, од било која телевизија во Анкара да се снима Тедаш и рускиот шампион. Немаше снаги, бидејќи 3000 километра, и лично јас одев со вашиот директор Литајковски, собственик на телевизијата, да ја снимаме, и ја снимавме неслучајно, и таа снимка ни помогна. Затоа